Квинтесенција со Ацо Станковски. Мислам дека на Македонија многу повеќе одговара председателски систем со еден човек, еден глас, нели, кај што председателот воедно е и премиер, односно Токму така, јас значи, исто... не случајно русите го копираат американскиот систем. Па да, Тоа е најефикасниот тоа се големи нации, империи. Да, али видиш, овој систем европскиот, ние што го имаме усвоено, парламентарна демократија, у суштина остава простор за изигрување на волјата на народот. И тоа е тоа што не е добро у генерално целава поставка, и тоа е тоа што може да кошта Европа постоење. Морам да признам дека во оваа фаза, значи, на будење на македонскиот народ, еве јас сум политички свесен, или секој човек негде во пубертет станува политички свесен, иако на некои рудиментирани наивни нивоа, но во сите овие децении јас нешто вакво на ниво на Македонија не сум видел, а може да кажам дека и на ниво на регионов вакво нешто не сум видел. Ваков протест. Вакво будење, ваква синергија, ваква сплотеност на еден народ, на мално достоинствен во основа голем народ, а и да не заборавиме дека и ние некогаш сме биле империја. Да, апсолутно. Но ова е така фасцинантно, ова е така една голема историска вредност за овој народ, за овие граѓани, оваа слога, оваа љубов, ова е на вистина нешто што не сум го видел до сега. Ова ќе се памети у следните 100 години. Ова може едино да го споредам кога беа големите антивиетнамски демонстрации, антивоени демонстрации во Америка 60-тите, при крајот на 60-тите. Кај нас само еднаш се собрава волку луѓе, тоа беше 2001 кога американците ги евакуираа поразените УЧК од Рачино. Значи, кога ние дозволивме, односно тогашното раководство дозволи да се евакуираат, и онда се собраа луѓето масовно пред собрание и изрази еден голем протест. Кога дојдоа резервистите? Да, сите кога дојдоа. Тогаш тоа е многу интересна тема за обработка, тогаш значи се деси преврат, но немаше лидерство. Немаше лидерство. Лидерите побегнаа низ ходници, Тоа а тие немаа предводништво, немаа лидерство за тоа да се трансформира во нов курс на македонската држава и да ја добиеме војната. Ние на терен ги поразивме, учека до гола кожа, така апсолутно, они изгубива, се виде дека воено не може да се рачуна на нив, тоа е апсолутно така. Затоа нас не е потребно лидерство. И то не онакво лидерство хан кој што сугерира, нели, сервилност, кој он го нарекува лидерство, тоа се глупости. Не среќа хан. Не само хан, целата таа екипа и она италијанска на гуска што дојде овдека. Па и реци тука нешто со прислушувањето. Да, па тој Джеймс Бонд италијански макаронџија Джеймс Бонд. Квинтесенција со Ацо Станковски.